Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани е вклучена во проектот за зајакнување на општинските совети преку организирање форуми со граѓаните. Финансиската подршка за процесот ја обезбедува Швајцарската агенција за развој и соработка, при што треба да се определи приоритетен проект за кој ќе се добијат 50.000 швајцарски франци. Општина Кочани започнува со спроведување на проектен форум во рамки на програмата за подобрување на работата на општинските совети, што се спроведува низ целата држава. Таа треба да овозможи директно учество на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво, транспарентно и отчетно работење на општинската администрација и зголемување на довербата во локалната власт. По тој повод, Општина Кочани ги поканува сите заинтересирани граѓани на првата форумска сесија, што ќе се одржи в понеделник на 17 јуни со почеток од 12 часот во просториите на Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот за јакнување на општинските совети, што е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, а е спроведуван од UNDP и Општина Кочани. Целта на проектниот форум е подршка на учеството на граѓаните во развојот на заедницата и донесување на одлуките на локално ниво. На првата форумска сесија, граѓаните ќе можат да се запознаат со активностите и целите на форумскиот процес, како и да дадат свој приоритет на проблемите и решенијата во рамки на форумската тема. Во текот на следните сесии, од предложените решенија ќе се развиваат проекти, од кои учесниците ќе треба да ги изберат најприоритетните, за да можат да аплицираат за реализација во рамки на проектниот фонд, што изнесува 50.000 швајцарски франци, кои ги обезбедува Швајцарската амбасада, односно Швајцарската агенција за развој и соработка. Овој проект е започнат во 2016 година и треба да заврши до година, а се реализира во фазен период од 4 години. Со него ќе бидат опфатени сите совети на единиците на локална самоуправа. Општина Кочани ја привршува постапката за експроприација на приватниот имот на улицата Стево Теодосиевски. Крајната цел за тоа е да се изгради уште една сообраќајна лента, паралелно со постојната, зашто процедурата ќе тече во 2 фази. По завршувањето на проценката на пазарната вредност на надвижниот имот, што се наоѓа на улицата Стево Теодосиевски, поранешна Ленинова, привршува постапката за трајна експроприација на имотот на потегот од двојниот мост кон запад до спојот со улицата Глигор Апостолов Гочо. Експроприацијата на имотот е неопходна поради планираната изградба на сообраќајна лента на улицата Стево Теодосиевски, што е еден од приоритетите на локалната власт. На оваа локација има вкупно 27 парцели, за кои со поголем дел од собствениците веќе е постигната спогодба, односно добиена е согласност, а за неколку парцели се уште се водат преговори. За 5 немаме согласност, за другите имаме согласност и во голем дел веќе експроприацијата не само што е започнена, туку е и веќе реализирано, односно се исплатени обврските кои се предвидени со експроприацијата. Остануваат уште 5 за кои што немаме согласност и веројатно собствениците на тие 5 објекти и парцели ќе поведат и судска постапка. Овде не можам да кажам колку долго ќе трае, меѓутоа напоменувам дека локалната самоуправа е потполно и целосно подготвена, оно што го зборуваше за конечно решавање на најгорешливиот проблем во Кочани, односно решавање на улицата Стево Теодосиевски. Според претходно извршената проценка, вкупната пазарна вредност на сите делови од градежното земјиште, како и вредноста на постојните објекти изградени врз земјиштето, изнесува нешто повеќе од 6,5 милиони денари. Вкупната површина што е предмет на експроприацијата изнесува 9765 метри квадратни, а на оваа локација има и 9 парцели кои се на државно земјиште. Уредувањето на потегот, кој сега е исполнет со стари и во голем дел напуштени и малку функционални објекти, треба да придонесе кон подобрување на изгледот, но и функционалноста на овој дел од централното градско подрачје. Согласно генералниот урбанистички план на Кочани, на овој потек е планирана изградба на улица со булеварско решение, за што веќе е изработен проект за инфраструктура и основен проект за изведба.
На 1 јуни матурантите полагаа англиски јазик, на 8 јуни мајчин јазик и литература, како дел од државната матура. Денеска се полагаше третиот екстерен испит, а на 13 јуни ќе полагаат оние матуранти кои се пријавиле за предметот математика. Во средните училишта во Кучани полагањето помина без никакви проблеми. Во средните училишта во Македонија идните академски граѓани на 1 и 8 јуни полагаа англиски и мајчин јазик и литература. На 11 јуни третиот екстерен испит хемија, физика, биологија, историја, филозофија, социологија, естетика и бизнис во зависност што пријавиле. А в четврток на 13 јуни ќе бидат тестирани матурантите кои избрале да полагаат математика. Во двете средни училишта во Кочани полагањето помина без проблеми. Денешниот ден се полага предметот бизнис и историја, вкупно од 204 матуранти. За државна матура се пријавени 67, од кои што 4 полагаат историја, останатите полагаат бизнис. Полагањето помина во најдобар ред, немаме никакви проблеми, моментално привршуваме со полагањето и лично сме задоволни и од страна на учениците и од страна на целокупната организација. Во четврток на 13 се полага математика. Учениците кои што се пријавени да полагаат математика на државна матура треба да бидат присутни во училиштето во Штип и таму е организирано малтене за целиот регион целокупното полагање по предметот математика. Денеска во нашето училиште се полага третиот испит од државна матура. Се полагаат во нашето училиште предметите бизнис, историја, филозофија и биологија. По тие беа пријавени учениците. Вкупно некаде околу 160 ученици полагаат денес. Приемот на документи, распределбата по простории, со тестатори и сите надгледувачи се беше во ред. Стартот беше без никакви проблеми. Тече моментално испитот и на учениците им останува уште на 13 да полагаат математика како последен предмет од државната матура. Тестирањето го следат овластени наблюдувачи од Државниот испитен центар, Бирото за развој на образованието, Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука. Без никакви проблеми протече полагањето и на претходните два предмети, англиски и македонски јазик, истакнаа од Бирото за развој на образованието. Денес учениците полагаа бизнис и историја. Помина во најдобар ред полагањето и денес. И со задоволство констатирам дека и на минатите две полагања, првото англиски јазик и второто македонски јазик, исто така, без никакви проблеми се одвиваше. 67 ученици полагаа во ова училиште, има ученици пријавени за полагање на училишна матура, значи нема да полагаат матурски испит. Материјалите дојдоа на време, процесот течеше непречено, тестаторите беа на висина на задачата и јас како наблюдувач еве на целиот процес немам ниту една забелешка и еве благодарност за добрата организација на училиштето пред се и на директорот би се заблагодарила. Прелиминарните резултати од државната матура ќе бидат објавени најдоцна за 30 дена од спроведувањето на последниот екстерен испит, односно најдоцна до 13 јули. Оние кои нема да положат дел или сите испити од државната матура во јуни или од оправдани причини не полагале, ќе може да полагаат во августовскиот испитен рок. Од 17 јуни до 28 јуни пак се полагаат интерните испити. Разбойничка кражба во црквата Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани. Одземена е мала сума на пари. За овие 5 месеци од годината СВР Штип регистрира над 10 кражби на цркви и манастири. За да дојдат до пари, крадците не размислуваат за Божја казна или за страв Божи. Разбиваат и крадат од каде стигнат и можат. Разбойничка кражба се случила во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани. Имено на 9 јуни 2019 година во 13 часот и 50 минути во полициската станица во Кочани, 35 годишниот АА од Кочани пријавил дека истиот ден околу 13 часот и 40 минути непознат сторител извршил разбойничка кражба во црквата Свети Ѓорги во Кочани и одзел пари.
Во тој момент, според пријавата, 80-годишниот ГД од Кочани го забележал пријавениот, кој успеал да го турне и побегнал. Полицијата работи на расчистување на случајот, а од храмот го осудуваат овој чин и апелираат пред се да се има страф од Бога и да се престане со ваквите злодела. Некаде во околу 13 часот и 45 минути овде во храмот посветен на светиот великомаченик Ѓорги во Кочани се случи еден немил настан. Едно засега непознато лице, значи во сред белден влезе и изврши грабеж во црквата, направена една многу мала материјална штета. Исто така и средствата кои што се одземени од црквата се дневниот промет некаде околу 3000 до 3500 денари. Неколку пати кажавме, посебно во оној период кога што масивно се ограбуваат црквите, апелиравме ваквите грабежи да престанат, бидејќи кажавме дека сите финансиски средства не ги чуваме оде во храмот, туку ги чуваме нели во банките, а и гледано од морален, етички, па и теолошки аспект знаеме дека крадењето е осудено и како грев, посебно кога се нели во домот Божи се извршуваат вакви дела. Само во овие 5 месеци од годината се случиле 10 кражби на цркви и храмови, а се поднесени 7 кривични пријави, истакна Гордана Панајотова, портпарол на СВР Штип. Уште еден немил настан се случил во Штип и Винница. Физички се нападнати две 15-годишни девојки. Имено во полициската станица во Винница било пријавено дека синоќа во 22 часот на улицата Моша Пијаде во Винница 28-годишниот ЗМ физички ја нападнал 15-годишна девојка од Винница. По целосно документирање на случајот против ЗМ ќе биде поднесена соодветна пријава. Општина Зрновци ќе започне втората фаза од проектот за етнопарк, чија изградба започна пред 2 години. Средствата во висина од околу 55.000 евра се обезбедени од државата, а свое финансиско учество ќе има и локалната самоуправа. Локалната самоуправа на Зрновци ќе ја реализира втората фаза од изградбата на етнопаркот, а за што е планирано да се инвестираат околу 3,5 милиони денари. Најголем дел од средствата се обезбедени од Министерството за локална самоуправа и од Бирото за регионален развој во соработка со Центарот за развој точно од Плански регион. Свое финансиско учество ќе има и општината со околу 10%. Првата фаза на етнопаркот беше реализирана пред околу 2 години, при што беа изградени пешачки патеки и летна сцена, а се обезбеди и довод на електрична енергија и вода. Исто така беше опремено детско игралиште и се комплетираше хортикултурното уредување. Во втората фаза од реализацијата на проектот треба да се изгради селска етнокуќа со автентичен изглед, во која ќе бидат изложени домашни алати, облека и стари предмети што се карактеристични за регионот. Исто така во дворот на куќата ќе има етноекспонати, односно коњска и воловска кола, чеза, селска фурна, ѕидан казан за ракија, дрвени бурења за вино и ракија, селски амбар и слични предмети. Главна цел со овој проект е да се заштити културното и етнолошкото богатство по течението на Зрновска река, истакнуваат од општина Зрновци. Во моментот тече постапката за избор на изведувач на градежните работи, кој ќе има рок од 3 месеци да ја реализира втората фаза. Етнопаркот е лоциран на влезот во Зрновци непосредно до детската градинка и спортските терени. Според најавите од локалната самоуправа, планирана е и трета фаза од проектот, со која ќе се изгради пристапна улица и паркинг, а за што дополнително ќе се бараат извори на финансирање. Земјоделските производители сметаат дека треба да се промени начинот на субвенционирање, односно да се субвенционира по принос, а не по хектар. Според нив, субвенции добиваат и оние кои работат, но и оние кои не влегле ниту еднаш во нивите, а пријавиле производство. Субвенционирање по принос, не по единица хектар. Земјоделските производители сметаат дека треба да се промени начинот на субвенционирање. Според нив, субвенции добиваат и оние кои работат, но и оние кои не влегле ниту еднаш во нивите, а пријавиле производство. Доколку производството се субвенционира по принос, велат тие, ќе го зголемат производството, а вака нерамноправни се со оние кои само земаат субвенции, а не работат. Треба да се земе друга мерка на продаден килограм
субвенционира, така земјоделците ќе добијат малку поголема свест и подобро ќе ги обработуваат површините и ќе бидат принудени да извадат количина за да може да земат субвенции. Се додека вака се субвенционира, значи има и несоветни земјоделци. Само се пријавува субвенции, а површините не се работат. Над 70.000 во земјава аплицираат за субвенции. Сепак, според податоците на статистиката, се намалуваат обработливите површини во земјава. Неодамна од Стопанска комора забележаа дека потенцијалите во земјоделството недоволно се искористени и дека 1/3 од површините стојат необработени. Од тука посочија и дека субвенциите не го дале очекуваниот ефект и дека наместо развојна имаат социјална компонента. Аграрот во земјите на Европската Унија се субвенционира преку повеќе основи. Една од предвидените 4 нивоа на субвенционирање е директна подршка на производителите, каде спаѓаат мерките за подршка на пазарот и директни плаќања на земјоделците врз основа на оствареното производство по капацитет, број или хектар. Европските земјоделци добиваат пари ако се грижат за земјата со заштита на околината за да спречат неизино загадување. Прекомерното производство пак има трет вид заштита – субвенции за извоз. Европските производители на храна добиваат паричен надомест, иако своите производи ги продаваат по пониска цена од светскиот просек. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.